Не, јас ти реков, кај нас нема естрада, кај нас само политика, еве, нема да влеземе у Европска Унија. А види ги србите, надара во Амари пуктел силиконот во газот. Добро, направи ти нешто. Јас да направам. А мислиш дека не можеш? Знаеш колку пати се Јас можам, да, ми рече, ама не знам со кого. Сам? Што е ова? Убаво ти рече. Ми рече. Не знам стварно. Страшеви новости, скандали, музика, пиење, забава. Ти реков, ми рече. Вика дека пролета е најбавото годишно време, а јас денес во Ти реков ми рече во оваа убава пролетна епизода од најдобрата забавна емисија Ти реков ми рече имам најубавата наша моделка, манекенка, инфлуенсерка, ма што е све, звезда Ангела Василевска и еден единствен најдобриот наш пејач, фронтменот на Happy End Игор Петковски. Аплаудички. Како сте? Прекрасно. Ангела, имаш трема, морам да кажам. Не. Немаш? Не, моето лице може би така говори, меѓутоа не. Игор, после снимањево, мислам дека ти треба да направиш на кафана, да не частиш. Може. Затоа што ова е трето гостување на Игор Петковски, во Ти реков ми рече. Да, трето ја частам. Иначе фала ти секогаш правиш најдобри најави, морам да те пофалам јавно. Така да секогаш звучи тоа онака баш грациозно и како што треба да уствари да се најавуваат млади луѓе што се трудат да направат нешто. Фала ти многу. Еве сега кога сме млади луѓе, ти си уште млад, ама пред 9 години беше уште помлад, кога беше во звездите на Грант. Пееш одлично, те фалеа за жал покојниот Шабан Шаолич, ама не помина понатаму, не стигна до финале, не направи некој голем успех. На тоа се должи што? Па добро, тоа иако тогаш немав премногу искуство со бендот, бев тази година и нешто. Така да тоа ми беше ама морам да ти признам дека добар ветер у грб ни беше тоа промовирање на Звезда Гранда, навистина беше многу гледано. Затоа до ден денес имам нешто. Имаме публика, проблеми. Една убава на исто така наша манекенка може ќе се појави. Се срами, добра Игор, продолжи. Така да добар поттик на кариерата беше тоа. Понатаму све другата историја, еден куп свирки и песни наши авторски, така. Тоа е тоа. Од кога ја имаш онаа желба да бидеш пејач? Па искрено ти кажам од Малиноза. Имам некои снимки на 5-6 години кај што пеам некои песни од Тошка наш. И мислам дека кога ги најдам ќе ти ги пратам. Тошка Малерот или? Не, од Тошка, од Тоше. А, проес, Влавот. Што како менеше Влав, така? Да, така да од Малиноза би рекол онака талентот за музика некако се вроди мене, поготово за пеење и со тек на годините, нели, секој диамант мора да се изврз. Како што на пример овој наш убав диамант вака облечен како диаманти со ова светкаво, јас имам вакви иначе. Да ти го поземам, не треба. Не, треба да не ти го скирам, малце сум здебелен од задње време. Ама добро, не е нешто страшно. Еве Игор го прашав сега тебе, сакам да те прашам. Која беше твојата желба да бидеш кога ќе порастеш? Што сакаш да се бавиш? Прекрасно прашање. Јас сакав да бидам медицинска сестра. Па видиш, од тоа стана. Затоа се облечена вака. Не, навистина тоа сакам. И затоа имам рукавици. Може би да. Меѓутоа не, сакав да бидам медицинска сестра, потоа сакав да бидам шминкер, од се по нешто, значи буквално моето хаотично детство почна од нели што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, пилот кога ќе кажат. Меѓутоа јас сум дипломиран социјален работник и политичар. Исто така манекенка, и си сертифицирана мейкап артист, така да. Сакав се да бидам, меѓутоа кога ќе се на некој начин распространиш на неколку страни, тоа не завршува со успех. Јас се одлучив за мис, за моделство, за манекенство, едноставно тоа ми беше пасија уште од мала, уште нели кога се извишува. Греота е, тоа го имам право на моабет, може да и на Белисима на времето. Ја кажувам девојчето е во публика, го правев овој моабет, инаку Белисима или наша водителка, го правев моабетот дека греота е такви убави згодни девојки како вас да не бидат успешни во шоу бизнисот. Познавам со Белисима. Добро, окей. Сакам да се подсетиме и ти на една убава работа. Ја и ти се знаеме веќе речиси една година. Да. Незапознан е наш пријател кој за жал го изгубивме оваа година. Тоа е Никола. Така да ме памтиш ли тој период? Каков беше? Да, навистина. Почнав тој период. Еве морам да кажам сега за Давид. Јас пред да го запознам, тука сум. Пред да го запознам и го представија, детето е ултра паметно. Детето. Да. Така ми го представија, мора значи да му се даде шанса, ја векам, па каква шанса, види како зборува тој и поголема звезда. Не, друга шанса.
За онаа Ова другарка, цензурирано. за онаа другарка ти што беше? Не навлагаме тука. За онаа Да не другарка. навле. Не, уживе. Добро се шалам, ајде. Си се местам, човече. Добре, се шегувам, окей. Она, упс. Ти рекна дека Давид е интелигентен, паметен, добро. Да, и дека има огромен потенцијал Огромен, за не балканска, туку и светска сцена. Ово да слуша аплауз за Ангела, не за мене. За Давид. Така да несомнено ќе го потврдам тоа дека навистина е еден млад човек кој што има огромен талент и има огромен потенцијал да стигне предалеку. Фала ти многу, како истото го мислам и за тебе, тоа ти го ми кажано приватно. Игор, имам чуено муабети. Низ град. Ајде да слушнеме што муабет имаш чуено. Може ја ги имам чуено. Од прва рука ми се муабети. Не бе, ти ми ти кажа, само се кучам дека. Планираш повторно 2023-2024 да се пријавиш од звездите на Грант, тоа музичко српско шоу. Искрено да планирам оваа година после 10 години од моето прво појавување, више сум доста позрел, 28 години имам. Еден тон искуство, многу настапи, свирки, така натаму, така да сега мислам дека ќе отидам онака се, знаеш, у животот многу е важно да не очекуваш многу за да не се разочараш, меѓутоа онака со добра мисла, позитивен став и верувам дека ќе отидам Дека ќе така. се згазиш. Да, па сега ќе видиме. Не пратам искрено да ти кажам многу, не го пратам тоа, но кога што морам, нели, како новинар да дознам работи, таму има неколку именентни, како се вика тие жирија, така ли се Така е, викаат, добро. кои се треба да одберат како кандидат за да работат со него, да му помагаат. Ти на пример колку би одбрал? Искрено да ти кажам, со оглед на тоа што и имав чест да се запознам со Джена Лончарич, доколку би било некако гостин на жири, нели, бидејќи има и таква една комбинација каде што гостин Опција, позна да. доаѓа и он е подоцнат и он жири, така да ја би идел со Джена Лончарич, бидејќи еден Ако од најдобрите. пример е таму Карлеуш и оваа Цеца, кого би одбрал? Немој да си кажа од Цеца, Карлеуша. Карлеуша. Затоа Зашто? што Давид ќе Зашто имав чест. Не, И сега ќе ти кажам и зошто би одбрал Карлеуша. Имав чест да се запознам и со Цеца, бевме предгрупа на еден голем настан на Тиквешки Гроздовер пред 4 години пред короната, да, ние ги загреавме онака публиката пред да дое, нели? Пред короната. Така да, јас многу сакам да ширам познанства, така да бидел сега со Карлеуш. Добро, ти си лафо хороскоп, така Така да е. може би ќе се совпаѓате со размислувањата со Или ќе се Карлеуш. потепаме, друго нема. Што да кажам, не знам. Ангела, што беше ти у хороскоп? Што мислиш? Јас знам што се, ама те прашувам. Јас сум дупли рак, меѓутоа на многу калкулатори оние што Па нели беше лафо подзнак? Па да, негде ми покажува лав, некаде е рак. Меѓутоа јас длабоко во себе знам дека го имам. Обично за јас сум рак во хороскоп, од тој срам не бегам. Нели за нас бора дека сме многу млитави, мирни, не одливи во Плачковци, животот, крајливи. плачковци, да. Ама ние понекогаш кога ќе не фати инат, ќе успееме. Да. Дали е лесен патот во Македонија да успееш како модел и манекенка? Па баш и не. Не, еви Белисима ќе се согласи со мене, значи тука има сплет на повеќе околности, да кажам, непријатности, кога ќе се започнува, обично ако одиш преку некоја агенција, да кажам, или менаџер, кој што мора да имаш национален директор за мис и за слични некои Твој кој беше национален директор? Роберт Граматиков, го поздравувам во Ајде, оваа поздрав емисија. до Роберт. Поздрав до најдобриот национален директор. Поради него и неговата организација имам отидено на многу достижни, да кажам, престижни за Македонија мисови, кои што се светски признаени. И да кажам, не ми беше тоа работата сега за мис, сакав да кажам за агенциите, затоа што Тере. кога ќе те земат, нели, во таа агенција, обично тоа нема никаков договор, тоа нема никаков подпис, меѓутоа ти пак не можеш да работиш со другиот Ама и тука чекај има сега, мене борби. нешто не ми јасно, и не верувам дека и на можеш- нашите гледачи. Ти колку години имаше кога прв пат отиде во нека модна агенција? И во која? 15 години 15. отидов. Да. Браво! Добро, окей, зборевме за твоите почетоци, сега на прашање кои мене навистина ме интересира, верувам дека и нашите гледачи, дали се заработува од моделство во Македонија? Па зависи, искрено не можам да кажам да или не, меѓутоа од мое лично искуство ќе кажам во било која професија и да си, доколку не се вклучиш 100% нема да заработиш, меѓутоа доколку дадеш се од себе, присутен си на сите евенти, се вклучуваш, вложуваш во себе си, во своите аутфити, во Така е. својот изглед, да, Така е. успехот неминовно ќе ти дојде, па и со успехот нели заработката.
Така е, Игор, најголем бакшиш што си го добил, прашање сакам да ми го одговориш. Ајде. Најголем бакшиш у кафана. Види се, една работа морам да расчистам тука. Ние машките Или во денари, сега ќе го... Не, во евра ќе кажам, не е страшно Не е тоа. проблем. Ние не сме како женски певаljки и пејачки, значи они поише зимаат од нас, меѓутоа они што знаат да цени онака прав машки вокал, па сме собрале скоро околу 1200-300 евра од една вечер. Не, тоа е факт дека ретко се дава на мажи. Еве, например, ја у кафана ретко давам на мажи, обично на жени. Им давам на жени, добра, да, бакшиш. Така да, значи, добре. Искрено да ти кажам, мене ми се има случајно и на девојачка забава, нас и жени да ни дават пари поготово на пејачот, така да се случило. Тоа, види, кај ќе се снајде? За кај ќе фати? Кај ќе фати? Најчесто во микрофонот, во буквална смисла. Да бе, да, окей, во буквална, брат, тоа алудира. Како оди се настапи? Имаше настапи? Одлично, апсолутно многу настапи, се зголемува поборувачката. Така Ти си да фронтмен на Happy End, да, бендот. Happy End Band после 11 години веќе знаеш сме го зборувале Да, тоа на повеќе интервју. Така да константно се зголемуваат, поготово и за приватни забави, за свадби онака премногу не ангажираат, па и приватни фирми, нели си прославува секој јубилеј, така да А за дипломска дали нема проблем. И за дипломски Моја магистарска другарка сега ќе... Кога сме кај дипломска, ако може да се договори. Како што ти си дипломирана социолог, политичар, таму што и си. Социјален работник и политичар. Така е, јас дека го кажам ќе заврне. Социјален работник И и социјален политичар. и да, и тоа. И политика нешто. Ти си исто така дипломиран и магистриран така, економист. Да, така. Ова е Магистриран неизбежно. маркетинг. Така е, на неизбежно економското. прашањето што морам да го поставам прашање. Кој е причината да работиш на царина? Не ти е доволно како пејач? Или Види, поради врски нешто? види се, ај ова да Не знаем дека си со царина. да го оставиме малце да го оставиме малце. Берене, има береница. Па добро пријателски. Да. Добро, Така дечко. да ете, едноставно сплетна околности, пак сум економист на крајот на денот, така да Не би го одговори прашањето. Зашто работиш на царина? Зашто? Не можеш да си уживаш зашто имам само да пееш? зашто имам многу енергија и во текот на денот, нели, мора да се прави нешто. Да бе, да се лапа. Така да. Се шал. Таман работа прифатена шалот. Окей. Ангела, сепак живееме во една земја Македонија во која владе една маса на процент на конзервативен народ. Така ќе се сложиш со мене. Мала маса рече? Мала е, не нарече. Мала е. Добро. Да не претерав. Јас не се согласам дека е мала. Јас мислам дека 90% живееме... Значи голема маса. Најголема. Најголема маса. Тие другите се мала маса, како мене Како и тебе. Кој што не ни е Игор важно... Белисима, да. Да, како не ни е важно што другите ќе кажат, апсолутно прифаќам критика, меѓутоа во Македонија критиките се обично навреди. А ми... Дали имаш негативни коментари на твоја сметка? Да, секогаш. Например? Меѓутоа позитивните секогаш преовладуваат, негативни се од стилот на ова не е долично, да кажам да се направи, во врска со изгледот, премногу се здебелила, премногу си сушила, значи константно си на оној репер да кажам каде што си оценуван. Ангела, дали ти се додворуваат постари мажи? Ама постари не 5-6 години, 10, туку 20-30 години дедовци. Ако мислиш за коментари и за... Например, мала, дојде ја те частам вечерва, ама Не, дојде не во частам. живо не, никој не може да ми приде. Јас мислам може да видите по А со мојот твоите 2 лик. метра, Вака еве да станам. чекај сум джентлмен. Еве дојде да видиш дали ти би мене ставил вака ако те погледнам и да ме поканиш. Не. Мислиш дека ќе добиеш одговор позитивен? Па не. Ама јас сум шармантен мушкарец, Добра. така да верувам да и не сум постар од тебе. Така да морав да го направам овој муабет. Нема да ми Да, се налутиш, не, сепак мора да ги искрено ти кажам, тргнеме да, секогаш во Мора да ги коментар. тргнеме стереотипите. Сепак, ние сме затоа тука како емисија да ги тргнеме стереотипите од таа голема маса на конзервативни селјаци. Така да, модел е една многу убава професија, ти си исто така како што реков и во најавата и сертифицирана мејкап артистка. Да. Кога заврши курс? Јас од секогаш знаев со шминка, уште кога мајка ми купуваше оној туш што го викаат или ајлайнер и јас правев некои скулптури, тука цртав срциња, па не знам, гледав по слики, по едотеријали.
Така да желбата за шминка ми беше уште од мала, а сертифицирана сум веќе од 2017 година. Браво. Значи вака може да се работиш и приватно. Можам да. Како што на пример Игор во 2022 година јас работи Биртија. Да, Еден од твоите најголеми веќе лани, да, Биртија, Еле лани човече, да. Кој би рекол? Да, ја извадивме на крај на 22 година и многу брзо после, нели, јас веќе кога бев на првото интервју ти најавив дека следи нешто скроз поразлично и еве Baby остани веќе хит на радиостаниците. Ке да правиме сега момент, Така, да. ме интересира за Биртија, дали е слушана, дали е барана? Да, апсолутно, поготово по кафанија бидејќи е боемска песна, така да веќе луѓе за многу брзо време ја научија и навистина се случува да ни ја побараат, па дури нели да остаат бакшиш на истата. На еден саем сега неодамна се случи на Венчаници, имавме прилика да те видиме. Така е, да. Тоа беше единствениот саем на венчавки тука во Скопје, во Македонија, што го има. Веќе 11 години поред, организатор во магазинот во Бело.мк, така да голем поздрав до организаторите, навистина голема организација, предобра организација и сето тоа беше на ниво. Каде што имаше реви од најразлични модели на венчаници уствари, и ние свиривме со бендот измеѓу ревиите. Браво. Така да доста добро искуство, мислам и ние премиерно бевме таму, така да онака брзо дина, апел да не ме ни гледа. Себе да се нарачаш како шоумен? Да, Добро. можам да ти кажам искрено. На настав кој ќе ми дојдеш на настав вака со ова добро друштво тука. Така е. Ќе го сватите како веднаш правам конекција со публиката и така да тоа е. Верувам. Тоа е тоа и за тоа и не бара. Ти пееше на мојата прослава новогодишна емисија која славевме доле во кафана. Така да. Гледачите Више знаеш. Така да, дефинитивно. Ова беше многу интересно. Ангела, што е потребно еден мушкарац, нормален, наши години, моите 20, Игор 28, да те освои? Кои карактеристики треба да ги поседува еден мушкарац за себе, прашувам, за да те освои? Да бидам искрена или само да кажам? Избратва искрена. Океј. Па треба да има карактеристики, затоа што за себе сметам дека сум квалитетна девојка, според мене не Да. треба никој друг да ми го тоа потврди и сметам дека една девојка како мене, убава и успешна, секако и паметна, заслужува човек со одредени манири и карактеристики за прав кавалер и джентлмен. Така е, ама какви карактеристики треба да има тој прав кавалер и джентлмен? За изглед или за карактеристики? Внатрешен изглед, надворешен изглед. Мене ми е најбитен карактерот, да не бидам она клише. Добро. Имам. Карактер, манири, значи да се грижи за тебе, да не е љубоморен, да нема македонски менталитет, да внимава на изгледот, да е чист педантен Добро. и да има добра смисла за хумор, Така е. да е амбициозен, Да е многу подзакијарец амбициозен. како мене, например. Може и тоа. Па добро, може. Да е висок. Те прашав за масата, ме интересира за твојот љубовен статус. Сега зборевме за дечковци. Дали имаш дечко? Немам, меѓутоа не сум расположена за дечко. Сега моментално. Не мораш. Па не. Јас ке те расположам. Љубов, Не вете смејам што. Љубовниот статус сега не ми е на прв план. Зашто тоа го кажувам, бидејќи се обидувам во светот на бизнисот да навлезам. Ке ми прости бизнисменов до мене. Мислам Царинарников, да. За тоа и преска ја направив таа работа со царина, значи сакам навистина да успеам во светот на бизнисот, поради тоа што сум сватила дека тоа е она што ме влече во последно време, освен моделството. И сакам да кажам дека имам прекрасна соработка со дечките од Сиора. Тоа сакав јас да кажам. Дали знаеш дека Сиора се моите спонзори? Да, најдобрата знам. органска козметика. Да, ми пренесоа. Сакам да кажам дека во последно време многу внимавам на... Кој ти пренеса? Сакам да кажам дека природното во последно време премногу ме интересира се што е природно. Така е. Значи сакам да јадам што поздраво и да се на некој начин и негувам што Ама поприродно. ако користиш нешто вештачко, хемикалија, некој ќе добиеш акни, бубулици, тоа се случило. На многу жени, затоа тука е Сиора, органската револуција, кога станува збор за козметика. Револуција во органската козметика. Така е, така да се гледа дека сработуваш со нив. Ти си нивен Се гледа модел. мојата кожа.
Да. А ја ќе кажам дека ве бива за маркетинг, тоа морам да ви кажам. Како? Јас сум бренд амбасадор и морам да ме додам. бива тоа и Имаме работам тука и на студенти у публика кои Знаат што да одберат, браво, дечки. Имам чуно мабети за тебе низ град дека бараш доста пари за да рекламираш некој бренд на твојот многу броен Инстаграм профил од скоро 50.000 следбеници. Дали е тоа точно? Па нескромно ќе кажам да, бидејќи не многу, сега зависи кој како ќе каже. Значи парите се и една работа која што е дискутабилна и е многу приватна. За некој многу е 100 евра, за некој многу е 1000 евра или не знам, да не спомнувам цифри, така да ќе кажам за некои брендови кои што навистина Колку си попадала најмногу, бе? кои што не ми се допаѓаат, а да се докажам, кои што не ми се премногу допаѓаат, да, можам да ја покачам се со цел за да не кажам ете не сакам да соработувам, меѓутоа од прилика гледам да не делам, кој што вистински ќе ми пише и сака да соработуваме, дури ќе кажам дека ова не е вистина дека барам многу, затоа што некогаш и кога ќе ми кажат немаме буџет, дали е во ред, нови сме, ќе кажам ајде нема врска затоа што премногу ми се свиѓа брендот. Така. Затоа што верувам во потенцијалот и посебно кога е македонско производство, Ова ми е многу поддржувам, можам и така да ми ги дадат и да се ги чуваш. да ги користам. Да ги користиш, така е, на тоа мислев. Па Игор, дојде време да направиме моабет за Happy End, односно твојот бенд со која стоздаровте песната, односно мега хитот Baby Остани. Фала ти. Ова е моабет, веќе ја ти го правевме и во мојата радио емисија која се емитува секоја сабота од 13 часот на најдоброто Метрополис радио, кои се наши главни генерални спонзори покрај Сиора. Така да, ајде што нешто те прашам за нашите Ајде, може. Јас со задоволство ќе одговорам на секое прашање. Така да повеќе прашање. Тогаш кажи ми за Јана. Ајде после. Ајде за Happy End и за песната Baby Остани. Baby Остани. Чива беше идејата, кој направи песната, чива беше идејата за интересниот спот со пијанчење? Види, никој не направил добро за вас со млеко, така да се шала. Само мраво. Има и Најважно е со што. млеко и пара, зашто? Добро. Може. Да, мед и млеко. Да, Млеко со мед. Baby Остани веќе ја имавме на 2 и нешто години у фиокот, не беше скриено. Да, сакавме да извадиме негде баш кога почна период на короната, ама после сега да не го правиме тој моабет беше више клише и тој што све прекине, едноставно светот застана у тие години по 2. Така да го чекавме правиот момент, малце да спласне работата, така да веќе кога онака осетивме дека е право време и место за тоа, го направивме спотчето, така да ете испадне неговиот пакет и многу ми е мило што радијава многу не поддржуваат и веќе хит на неколку радиостаници. Јас не знам искрено за кој радио збориш. Инаку текстот ја го пишав, инаку Тоа се прилучи. хит на Сити радио, на Метрополис, на Клуб FM, Најдобрите радио во така, така, добро. И други радио секако кои што не поддржаваат, помамарајте морам да спомнам. Ама не, мора да бидеме реални. Сепак Метрополис направи многу добра промоција. Ти имаш уште гостувања. да, веќе кога те имаме тебе, нормално дека промоцијата е неминовна. Фала ти лепо ти се. Моја, ајде, сакам с Ангела тебе ти поставам многу интересно прашање. Само немој со твоите Ја Македонија на Евроейша или македонски кажам Евроазија. Да. Тој е мис. Дали освои некоја награда? Во 2018 година. Бесте нивнинга освои, да. Добро. Најдобро облечена. Така. Please, Macedonian. Добро? Најдобра вечерна хаљина. Тоа освои, бесте нивнинга. Да не работеше Елена Лука случајно со тебе. Да. Добро. Голем поздрав до Елена Лука. Тоа сакам да го кажам, тука овој поглед ме некако. Од Елена Лука. Имаме динамична публика. Имаме прекрасна публика, Во препозна. 2018 доби награда како најдобро облечена, а во 2016 беше на светскиот мис во Кина. Дали таму доби некоја награда? Да, од 60 држави добив топ 7. Во топ 7 Во нема топ 7? топ 10, има топ 7 многу интересно. Браво. Ти беше кој место? Не се сеќавам, мислам. Ај! Па немаше баш места, имаше само круни, ни дава ни скочи и после уинерот се. Баш да си зема круна. Тоа е најбитно. ја имам И истетовирано. има ли поголема награда од тоа? Не, искрено Не ден може денес да ја чувам со бисер. Тоа има едно емотивно значење, дефинитивно. Многу, таа ми е прва круна која што ја имам
кој што има посебно место во моето срце, искрено. Ке кажам, и од таму почна целиот мој пат кон тој свет во beauty page. Игор, дали си имал некој разочарување во твојата кариера? Разочарување. Па искрено не, ја гледам на позитивните работи. Не ќе така многу да размислам на разочарувања, бидејќи тоа само може да те спушти, како да кажам. Така да не. Ќе кажам дека не сум имал разочарување, искрено. Добро, а дали, например, некој пејач или пејачка, твој колега сакал да ти направи нека сопка кога станува збор за закажување на настапи? Вака ги... Не. Размислувам. Не, искрено не, барем јас не знам. Бара некој пејач. Не, искрено ќе ти кажам, ние со сите колеги многу добро соработуваме и многу добро живееме, баш тоа ти го споменав, така да јас не гледам дека не го гледам тоа како конкуренција, искрено, едноставно секој си го тера својот филм, својот пат си го оди и тоа е тоа. Се согласувам. Да, така да мала е земјава, греото е сега да правиме конкуренција, така да... Затоа што имаш приема во Србија, сакам да ми направиш една компарација помеѓу Србија и Македонија, збориме за естрада и шоу бизнис. Зошто Србија е подобра од Македонија кога станува збор за естрада? На оваа тема би можеле уште 2 емисии да снимиме, ама ќе пробам да сум концизен. Добро бе. Види, разликата е огромна. Прво у пазарот. Они со самиот јазик зборуваат пред 5 земји, а не пред една, така. Нели српски сите разбираат, и хрвати, и словенци, и босанци и така натаму. Со самото тоа е многу голем, нели, многу е поголем пазарот од македонскиот пазар. Добра. Друга работа, они имаат огромни продукции, значи тоа се ние никош не сме имале таква нешта и во овој момент ќе спомнам дека навистина недостасува тука да има една продукција зад сите овие бендови, пејачи, пејачки што ќе нивна работа ќе биде само да испеат, а не да бркаат целата работа. Така да, апсолутно. Ништо не можеш да направиш. Ништо џабе. Ангела, дали си имала ти некогаш разочарување во твојата кариера? Дали некој го спорувал твојот успех? Искрено ќе кажам, разочарувањата секогаш постојат, меѓутоа да како ќе се однесуваш кон нив е тоа што те прави човек. Значи кога и да имам некој човек, продукција, било што и да се случи на патот мој и да ми застане, мојот одговор на тоа е колку што можам посмирено да го решам проблемот, да најдам решение и да си продолжам, никогаш не останувам злопамтило или да кажам еве сега ти ова ми направи тоа, бидејќи верувам дека човек може да се промени и да е подобар. Она што си бил порано не мора да значи дека со тоа се поистоветуваш во сегашноста. Апсолутно ќе се И исто така ќе се поистоветуваш во иднината. Многу убаво кажано на вистина. Сакам да споменам една работа, еве на пример за твоите почетоци. Има кај нас многу убави моделки, манекенки, една на пример од нив стана пејачка. Тоа е првата гостинка во Ти реков ми рече, најдоброто ток шоу во Македонија, како што би сакале да кажеме на овие простори, тоа е Кристина Димитри. Кој е твоето размислување за низината пејачка кариера, музичка кариера? Игор, сакам и тебе те чујам малце постручно. И дали се познавате со Кристина, сепак сте и двете моделки? Јас со Кристина не се познавам лично. Јас знам вака, да кажам, од медиумскиве. Ти реков ми рече. Ти реков ми рече, да кажам, бидејќи си ми пријател и секоја твоја емисија е проследена од мене, бидејќи навистина те почитувам и те сакам како пријател, сакам да... Добро. И јас тебе како пријателка. Гледам така да ќе кажам. Гледам. Ќе кажам вака, јас немам никакво мислење за никој дали позитивно или негативно, што не го знам лично по карактер, за мене карактерот е најбитен. Меѓутоа ќе кажам дека од манекенка во пејачка тоа е навистина храбар потек да се направи. Ти го направила тој потек? Не. Игор, стручно. Јас со мојот глас уште да почнам да пеам, мислам дека Цеца има таков глас со песок. Може со Цеца да снимам така и она гребе како мене и директно бехуте има да биде хит. Ајде не отпеш тогаш една песна. Волим осмех твој, баш добро ти стои, још ти боље стоje, пољубци мои, макри времени сваком ком смиеш се ти, моја љубави. Волим осмех твој и носи ga увек, криви мени на... И криви су ми сви, и криво ми е све, кад сам без тебе. Па ти пејачка ќе ме направиш на Давид во твоја емисија. Па например, Кристина модел стана пејач, така да зошто да не станеш и ти? Кој што си сака нека си Сега модерно време. Успешна како и пејачки, како модел.
Ајде Игор, сакам оваа тема. Нели веќе стана актуелно многу девојки кои сакаат да бидат пејачки, нели ја сметаат ова како најлесна, најпрофитабилна професија, стануваат пејачки. Кој е твоето мислење за тоа? Не може секој да биде пејач. Зборам онака у буквална смисла на зборот. Сега е модерно време и ние сме модерни дечки, да речам, како прво и основно како група, така да ние прифаќаме се што е добро за уво. Сега имаш тука програми кои што ти го разоболуваат гласот, нели, кои што те прават да звучиш радиофонично, така да не мора си некој екстра талентиран, ќе ставам во пример Мадона, не е некој вокал, е нели светска звезда. Од нашата страна кој не е некој добар вокал? Не знам сега, искрено не би сакал онака да навлагам. Јас сакам да навлезеш. Така да. Давид секогаш сака да навлезе. Не би навлагал, меѓутоа не значи дека ако си најталентиран на свет дека ќе бидеш најуспешен. Имате некои планови за иднина дечки? Ангела, например, ти во социјалната политика имаш такви планови? Искрено сакам да кажам дека овој факултет кој што го завршив, навистина го завршив со висок просек, 9,5, мислам дека беше, навистина ми беше лесен, ја завршив во Јосип Брос, така да ова ми беше само дополнително и полесно да кажам од Јосип Брос. Меѓутоа никогаш не се пронев во оваа држава да работам како социјален работник и го завршив искрено само да покажам дека сум со факултети на моите, дека не сум јас така што ќе остане со средно и ќе се мафта по мисови, не знам што сака, и докажав и покажав. Еден ден се деформиса твојот физички убав изглед, и не можеш да бидеш тоа што си денес. Искрено сметам дека ниедна манекенка не останала до 50 години манекенка, освен да не ја навредиме Наоми Кембел и останатите, ама мора да има, како и кај фудбалерската кариера, нели одредена граница каде што се повлекуваш. Така да јас сум 25 години и сметам дека нашите млади девојки во Република Македонија се служуваат исто така да одат напред и дај Боже да стигнат, нели. Например, тие што имаат 19. Да, јас воопшто не се плашам и не се срамам да кажам дека после 27-8 години, па еве нека иде и до 30, треба да си сите манекенки треба да си го најдат некаде патот во некои други, можеби да се пробаат како пејачки, водителки, не знам. Водителки не мора. Добро. Не мора, доста е, доволно има. И онака се смешти за... Меѓутоа, на ми стварно не можеш на 27 во светските мислови. Ти се си постигна во животот, сега твое само да уживаш. Игор, дали планираш некој концерт или нова песна, албум? Дај Боже, чулте Господ за концерт, мислам. Ајде беше. Мада доказ е дека се успеа и со македонска музика, секој чест, мислам, јас многу ги почитувам колегите, ДНК направија одличен концерт. Next Time направи одличен концерт, така да веќе македонска музика за живо и верувам дека еден ден, уште не е рано, меѓутоа еден ден би сакали искрено желба на секој артист изведуваче да има концерт. Да имам. Сакам да играме на игра, ама пред да играме на игра, Игор, ајде ми отпееш нешто. Ајде, Беби, ја да сакам. Беби, не се слушала? Искрено сега, да бидам искрена. Ја слушав, ама сакам да живо. Добро, може. Ајде, стигна. Ти не гледаш и не слушаш што ти зборам, а ти даде од себе се, ми рече немој не можам да разберам како се уште ми велиш остани, биби остани на час, велам остави, биби подобро за нас. Ангела, сепак мора да го пофалиме твојот стил на висока мода. Ти благодарам на вистина, го ценам ова, се потрудив за тебе. Не, нема врска. Океј, се потруди за мене, тој е факт дека се потрудиш за мене. Ама во секоја прилика имаме можност да гледаме на многу различни ивенти, стварно секогаш блескаш. Секогаш си со нешто плюс, за разлика од другите манекенки. Само не со плюс килограми, да не мислиш. Не, со плюс на висок стил. Да, се. Така, јас пред една интересна игра за тебе. Луѓето ги знаеш, верувам дека нема потреба да правиме, да ти давам слики, зашто ги знаеш, а тука негде во воздухот, кога ќе се емитува оваа епизода од Киреков ми рече, ќе ги има тие личности. Вака, јас ќе ти давам јавни личности, ти ми кажеш кој како се облекува. Може? Како треба да ми биде одговорот? Нека бидат 1 до 5.
Јас премифле нешто, ама знам дека нема да го играш. Ја мислев она kill you, како да го убиеш тој човек, да го бациш или да се омреш. За мушкарец. Ако Сакаш така? Ајде, брейк. Ова брейк, Дарко Гелев брейк пејачот. Што мислиш за неговиот стил? како само 3. Не сакам ни да го убијам, ни да го мажам, ни да го бацам. И има некоја четврта опција? Да го подчитуваш, пример, лайк, нешто тако. Добре, ајде, четврта да му се јавиш после снимање, нема врска, се шегувам. А каков стил има Дарко Гелев брейк? Супер, одличен. Баш имав... Му знаеш ли која е негова песна? Да. Која? Омилена. Која? Пробај да те болам. Ајде, тирај. Еве Игор ти Како помогна. што ме болиш ти, пробај да ме болиш. На. За нас Таа може. ти дозволувам Увам да ме лажеш, да раскажеш приказна за нас. И не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор и без да знаеш правиш да се чувствувам ко да не сум живеел ни еден ден. За вас. За вас. Така е, за нас дефинитивно. Кој е твоето мислење за еден водител, само да го прочитам името, јас се извинувам, не го познавам дечково, Давид Давидовски. Мислењето ми е дека За стил секоја правим ова. чест. За стил. Вака, ако имаше лајк за тебе 5 лајка, зашто? Затоа што ти си пред се различен, тоа многу го почитувам во Скопје и Македонија. Пред се си талентиран и секогаш имаш нешто плюс, како што ме кажа ти на мене, за уште поинтересна да стане емисијата и ја бришеш тремата, го бришеш она конзервативното од Македонија Го и баш ја дислоцираме освежување. дефинитивно се Еден она што рефреш е си. заостанато, рефреш. Дефинитивно. Ај вака Се сега. согласувам. Ај вака сега, имам тука некои интересни девојки. Еве, например, Кристина Димитри или Бојана Нушкова, која се облекува поубаво? Нели преска Ја можам коментираме 100 пати четири сега, пати што? можам да ваква. Абе, девојче, инвестирај, финансирај, направи емисија. Убаво, искрено, и како што гледам по слики. Бојана Нушкова ти се облекува повеќе подобро од Кристина Димитри. Да, има некои така интересни аутфити со стомачето, така и исто така фитнес аутфитите и се прв. Ангела, се доближуваме до крајот на емисијата. Те прашав за Кристина и за Бојана, што е работава со нив две, кој е твоето мислење? Кој е управо, кој не е управо? Јас не сум тука да судам, тоа знаеш кој е во право, кој не е. Само ќе Не кажам знам. дека омразата не ја почитувам и не сакам омраза. Ние како девојка со девојка, жена со жена, ние го владееме светот, ние треба да бидеме една на друга пријателка, што се вика подршка, да се сакаме, да се почитуваме, да си помагаме, а не да се да кажам, хейтаме, ругаме или да кажуваме, нели, за вкусови не се збори, така да не сме ние тие што треба да кажуваме. Па има Ива Спасовска или Вера Мештеровиќ? Па искрено ќе кажам, не сум пристрасна, меѓутоа Ива Спасовска ми е предобра другарка, пријателка, која што многу ја почитувам и бев на незината ревија. Ангел Шоу, да. И секогаш ми е врв. Јас и сакам светки, како што можеш да видиш, и е така. Со светки работи, со некои прекрасни чипки и секогаш ми се наоѓала за мисови, така да те поздравувам и Така да. Игор, имаш ли ти чуено за Сиора? Сум слушнал, да. Океј. Како се Јана се викаше девојката? Да, така си. Јана, ова ќе го поделиш на Јана. Фала ти да знаеш дека навече да си мачка. Овој ти си Прво јас ќе кажам дека треба да се помине кожата со пилинг. Добро. Кој што прекрасно мириса, можеш да видиш. На кокос нешто така ме потсеќа. Да стигнат. Да, многу интересно. Дали ќе може некој публика да ни се придружи реч? Екстра, многу ми се допаѓа и знаеш што од веќе прекрасните нозе. Значи, да не демонстрираме тука, бидејќи немаме вода, се поминува кожата со пилинг, кој што ги отстранува мртвите клетки, при тоа остава кожата прекрасна, но за дополнителна хидратација следи путерот за тело, кој што, еве вака ќе искористам, се надевам нема да ми се налути Јана, доволно е мала количина, која што равномерно, видите како се топи веднаш, равномерно ја нанесуваме и кожата
мириса и се чувствува премазан. Шкета што имам рукавици, може ја да ти помогна. Ама ти ги извадиме, не е проблем. Види каква реклама, ова го нема нигде. Ова е реклама, да. Ова е реклама мене ми е за чест Сиора. да ги Ако ти некој не рече, рекламирам, не ги затоа што рекламира се добра интересно. спонзорите, не знам која друга сега. емисија од Ч категорија, например, овие Македонско што се други бе. производство, Тоа е многу да важно. не се Тоа е заборави, многу јас важно, браво. поддржувам македонски изведувачи, производители, бидејќи сепак од Македонија Наши сме, потекнуваме и така е. треба да си ја сакаме Македонија. Браво. Па тогаш ова ќе го подарам на Белисима. Белисимо, ова е за тебе и така го искористиме, со здраве да си го користиш. Ова е за Заедно. Јана. Имаш, окей. Ова е за тебе, Јан. И ова е за Ангела. Благодарам премногу. Ова е вака ми се намести Ангела. Се заебавам Ангела, една од моите најдобри другарки, ние со неја се често искачаме. Овој ми беше чест што беше моја гостинка. И мене ми беше чест после толку време договарање да ти бидам гостинка. Еве ти. Игор, Браво. се заебавам. Ние вака уште, фала ти на тебе. Мој гости. Фала ти на тебе што ме покани повторно и Трети пат. види, четврти пат више не знам што да правиме. Треба уште една песна да излезе. Што Јана и која ќе ја И не за кадом. и не ќе ја мачка, ама Игор. Да, Ова беше Тоа само ја. Тоа само ти ја реков Игор. Ова беше 16 издание, ти реков ми рече, се забавувавме со една од нашите најпознати модели, манекенки, инфлуенсерки Ангела Василевска, еден од нашите најдобри пејачи Игор Петковски. Фала ти. Така да останете со Ти реков ми рече, ставате лайк, субскрайб, тоа како и да иде, сепак уживајте во Ти реков ми рече, се гледаме во наредни нови најдобри изданија. Поздрав и до Метрополис радио, нашите спонзори и Сиора. Чао, чао од мене. Метрополис, број 1 радиомрежа.